Поранешните зависници, корисници на супстанци во процесот на окупациона терапија треба да поминат еден цел процес пред да бидат подготвени за целосна ресоциализација и реинтеграција во општеството. Окупациониот терапевт Стојан Андонов, потенцирајќи ја важноста од стекнување здрави животни навики и секојдневна рутина на извршување на лични обврски, готвеше заедно со лица кои се во процес на одвикнување во терапевската заедница Покров. Па вака, значи, ова готвењето што го спомнате вие, тоа е дел од окупационата терапија, односно дел од дневните активности. Не знам дали се сеќавате, минатиот пат ние зборувавме што значи тоа дневни активности. Готвењето значи една од битните работи кои што морат нашите клиенти да ја знаат. Замислете научи ако живее сам. Значи мора да научи да готви, да знае да готви, не само да готви, да знае да пазари. Какво да земе зеленчук, како овоше да земе, колку е зрело, колку не е зрело, да знае да раководи со парите, да не ги потроши само на една намирница, току да знае треба за да речеме тој рецепт што треба да се купи, да знае да го припреми, кои се хранливите вредности на тоа што треба да го спреми да. Значи тоа е еден битен елемент. Како другите работи, ова исто така многу важно. Значи важно меѓу другото да знае да вклучи машина за перење. Значи да знае да се испере. Многу е битно изгледот на клиентот. Ако ние го спремаме да се вработи некаде, значи тој мора да е среден. Лична хигиена, хигиена на домот, да знае да очисти домот, да знае да испере. Тоа е дел од тие активности. А заедно мораме со нив. Значи тие не се целна група нас. Овие активности беа дел од четвртиот модул на проектот Иновативни социјални реформи за вработување на маргинализирани групи корисници на супстанци. Во рамките на проектот 6 граѓански организации стекнуваат вештини и градат капацитети кои што понатаму ќе им користат на своите клиенти да можат да ги водат низ процесот до вработување. На овој четврт модул овие 6 организации ќе имаат можност теоретското знаење да го преточат во практични. Што значи тоа? Ќе имаат можност да изготват свои работно-интеграцијски програми. Програми кои што ќе може да ги реаплицираат за своите корисници. Овие програми се базираат врз основа на претходно избрани клиенти, лица кои што сметат и може да се вработат, врз основа на проценките кои што ги направија денеска и утре овие учесниците ќе имаат можност да одат чекор по чекор во развивање и разработување на стандардите за работно-интеграцијска програма. Целта ни е на крајот од вториот работен ден да искочиме со 6 работно-интеграцијски програми кои овие организации, здравје Боже, во своите организации кога ќе се вратат, ќе можат да почнат да ги имплементираат. Тоа значи дека ќе им отвориме нови хоризонти за нешто ново што ќе може да го работат со своите корисници и ќе им дадеме насоки како понатака да дојдат до финансиска поддршка за реализација на овие програми, се со цел да можат кон нивните корисници да се вработат на пазарот на труд. Проектот за вработување маргинализирани групи корисници на супстанци го спроведува граѓанската организација Избор со финансиска поддршка на УСАИД. Проектот започна во март и ќе трае до октомври 2020 година.